Сезоната на грип и настинки, лекарите препорачуваат да се помине со многу течности и многу витамини. Додатоците во исхраната генерално може да се најдат во најразлични форми, но дали пред да посегнеме по било каков додаток, треба да се консултираме со фармацевт или со матичниот лекар, дали е можно предозирање со витамини, кои се нуспојавите и што од друга страна од палетата од најевтини до најскапи, кои често ни ги препорачуваат фармацевтите, треба да биде нашиот избор. На оваа тема разговараме со Илена Китановска, која што е магистар по фармација. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Имаме актуелна тема за овој период од годината. Првото прашање, дали на просечниот здрав човек му е потребен мултивитамински додаток? Никако од почетокот на ковидот ни стана нормално и кога сме здрави да пиеме дополнително витамини. Точно. Ако можеме да дефинираме дека еден просечен здрав човек е човек кој што води еден балансиран живот, се храни со балансирана разновидна исхрана и ги внесува витамините преку исхраната, одмара повеќе од колку што работи, не води така наречен брз живот, како што за жал живееме сите повеќето во денешно време, нема коморбидитети, нема хронични заболувања, тогаш можеме да кажеме дека на таков човек апсолутно не му е потребна суплементација, бидејќи тој здрав организам сам си се подкрепува. Постои ли таков здрав организам во денешно време? За жал се помалку, и секој оној кој што не може себе си да се вброи во оваа категорија, значи дека најверојатно му треба одредена суплементација за да си го подкрепи организмот. Што од таа суплементација треба да земаме? И самите доктори кажуваат дека овој период може да се помине само со многу течности и многу витамини. Најчесто витамините кога одиме да ги купуваме во аптека, ги купуваме по препорака на Google, но колку за ова треба да се прашувате и вие како фармацевти, но и матичните лекари? Во секој случај, пациентот мора да се консултира со матичен лекар или со фармацевт. Овој период е кога се актуелни нели гриповите и настинките, и во овој период постојат одредени витамини кои што се неопходни, значи за да се подкрепи организмот. Такви се витаминот С, пред С, кој што е многу силен антиоксиданс, кој што го зајакнува имунитетот и помага во полесно справување со симптомите. Понатаму витаминот Д, кој што произлегува од сончевата светлина, во зимно време го имаме многу малку, бидејќи немаме многу сончеви денови. Треба и тој да се зема како суплемент, бидејќи и тој дополнително помага во одбрана од инфектите. И цинкот како еден многу значаен минерал, кој што има антивирусно дејство и исто така му помага на организмот да се избори. Во секое упатство, кога пиеме одреден лек, се напоменува внимавајте на дозирањето. Што е со витамините? Постои ли предозирање со витамини и како изгледаат нуспојавите? Секако може да се случи и предозирање со витамини, нели, ако претераме со употребата, особено со витамините како што се А, Д, Е, К. Например, предозирање, односно конзумирање на преголема концентрација на витаминот А може да доведе до симптоми како мачнини, тегоби, гадење, па дури оштетување на црниот дроб во некои најстрашни случаи. Исто така и витаминот Д може да формира хиперкалцемија и формирање на калцификати во телото, кои што се во коските, па и во другите организми може да се појават тие калцификати од витаминот Д. И на крајот на краиштата дури и преголема употреба на витаминот С може да доведе до одредени дигестивни тегоби, гадење, диареи и така натаму. И колку чини лекувањето на грип и настинки во овој период од годината? Ништо од оно што како суплементација треба да се набави не е на позитивната листа и се оди на наш трошок, а е сериозна финансиска ставка. Дефинитивно. Суплементите, односно додатоците во исхрана не се натовар на фондот и како такви, бидејќи има повеќе различни производители нели на пазарот, можат во терапијата најчесто опфаќа терапија на симптоматска терапија, односно тука спаѓа употреба на лекови против болка, против температура, деконгестиви, пробиотици и нели претходно споменатите витамини.
може да дојде цената на чинење до 3000 денари, нели зависно од производот и производителот. Но тоа ќе биде многу поевтино ако е навремено спречено. Кога сме кај чинењето, односно парите кои што ги даваме за витамини и суплементација, палетата е богата од најевтини до најскапи и кога ќе влеземе во аптека, најчесто ги купуваме најскапите по препорака на фармацевтот. И ајде да направиме разлика во однос на квалитетот и ефектот. Каков е квалитетот на еден витамин С од 70 наспроти витамин С од 700 денари? Разликата во цените на додатоците во исхраната најчесто произлегува како резултат на разликите во квалитетот на самиот производ, односно квалитетот на суровините од кои што се изработил производот, начинот на негово добивање, постапката, производителот си ја дава цената согласно од тоа кои стандарди ги задоволил тој производ, бидејќи има и производи со високи сертификати, но на крајот на денот секој еден производ кој што е позициониран во аптека мора да ги задоволува минималните стандарди за квалитет. Што треба да биде одлучувачко? Во овој случај, задача на фармацевтот е кога вие ќе појдете во аптека да ви ги каже понудените опции, што е разликата помеѓу препаратите, дали станува збор за квалитетот на производите, неговата доверба на производителот, дали можеби компонентата има различен начин на ослободување, да одреди кој суплемент, односно кој додаток вам ви е потребен во тој момент, дали ви е потребен витамин С од 500 да го земате, или витамин С од 1000, или одреден друг витамин С кој што ќе има друг начин на ослободување, зависно од потребите на организмот и заедно со вас да ви даде негово стручно знаење, врз база на неговото искуство, заедно да одлучите кој препарат вам ви е во тој момент потребен. И кога станува збор, мора да ги споменеме и децата, кога станува збор за нивното здравје, никогаш не правиме компромиси. Во период на зараза каква што живееме, често даваме и додатоци за имунитет. Потребни ли се во моментов и што да одбереме? Вака, генерално, дечињата кои што се до 5 годишна возраст развиваат еден така наречен или стекнат имунитет. До 5 години тие се подлежни, или често пати се подлежни на настинки и на заболувања, но тоа е тоа што всушност го прави нивниот имунитет посилен. Ние не треба да спречиме дечињата да се заразат, нели? Треба само да следиме до кој степен ќе се одвива таа ситуација за да спречиме да настанат компликации. Но кај дечиња кај кои што постојат предиспозиции, односно кај дечиња кои што имаат претходно ослабнат имунитет, потребно е да се дадат одредени додатоци во исхраната, нели, за да го закрепнат нивниот организам, чисто за да можат тие полесно да се справат со настинката. И сега имаме и дечиња во таа возраст која што се пребирливи, така да кажам, и кои што не сака да ја земат храната, па без разлика колку витамини да им ставиме ние во порцијата, тие нема да сака да изедат. И во тој случај постојат и препарати, мултивитамински додатоци, кои што им го зголемуваат апетитот и им го подкрепуваат организмот. А кога станува збор за возрастните, да заклучиме, на совршено здрав организам суплементација не му е потребна, таков речиси и да нема, па без кои витамини не треба да се помине овој период? Што треба да имаме во домашната аптека? Домашната аптека дефинитивно мора да има витамин С, цинк и витамин Д. Благодарам многу за советите. Овие беа и тоа како добро дојде, ни се зборува цело време за витамините и за суплементите, но речиси да не слушнавме нешто на оваа тема, па добре дојде на секој совети за нашите гледачи. Благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам. Музичка номера во продолжение, веднаш потоа и вестите, слушаме што е ново во земјава и светот. Бидете со нас.